Се менува ликот на средношколскиот интернат во Гостивар. Последните неколку години, според податоците на службите, во подобрување на условите за престој на учениците и за работа на кадарот, биле инвестирани околу 100.000 евра. Подновени се собите, занималните, реновирани се тоалетите, холот, а во план е да се направи и фитнес сала, како и комплетна промена на прозорците во објектот. Постојано сме инвестирали, почнувајќи од канцелариите за подобро работење на вработените, мензата, собите на учениците, две нови занимални и во машкиот и во женскиот дел, сала за пинг-понг, че настојуваме натаму како фитнес клуб да правиме. Ги сменивме вратите, реконструкција на тоалетите, сега продолжуваме со сменување на прозорите и постојано ќе бидеме во таа насока, што подобри услови да имат децата кои ќе престојуваат во нашиот дом. Во посета на интернатот денес беше општинското раководство. При оваа пригода градоначалникот на Гостивар на директорката Сулејмани и подари плакета со символот на градот Саат кулата. 30-40 години немало никакви инвестиции, сега за 3 години гледаме друг објект кој што може да биде пример за Македонија, како треба да изгледа еден студентски или ученички дом или интернат. Вакво раководење можат да направат само луѓе кои што имаат цел да нивниот град изгледа многу поубаво, така да на директорката секоја чест. Со последните зафати интернатот го зголеми капацитетот и може да згрижи до околу 300 ученици. Актуелно, заради ковид пандемијата, домот работи под посебни протоколи и престојуваат помал број на средношколци од селата, кои имаат потреба од сместување заради посетување на практична настава.